Во градскиот парк во Скопје се одржа вториот поред Скопје Дуо Куп во склоп на манифестацијата Скопје Урбан Фишинг Викенд 2020 година. На овој куп се имаат пријавено 24 учесници од 12 екипи, кои ќе ловат од бокс со по двајца надпреварувачи. На овој надпревар денес се имаат пријавено рекорден број на надпреварувачи, така наречени штекаджии, кои ќе се надпреваруваат, односно ќе ловат исклучиво со штек. Надпреварувачите распоредени пред своите позиции, од каде денес треба да ловат, го чекаат свирежот на главниот судија, да го означи почетокот на надпреварот, односно го чекаат свирежот за пристап кон позициите и припрема на риболовната опрема. Откако главниот судија увиде дека сите надпреварувачи се спремни за надпреварот, со свирежот на судиското свирче го означи и почетокот на денешното надпреварување. Па веднаш надпреварувачите пристапија кон своите позиции од каде денес ќе се надпреваруваат. Започнаа со склопување на штековите, припремата на прихрана, како и прилагодување на рибарските столчиња за покомфортен риболов. Бе има тука, крапо има. Војник Трноперка дава. Главниот организатор на оваа манифестација, Горан Цуцуловски, со неколку реченици успеа накратко да ни информира за денешниот надпревар. Скопје Дуо Куп, Скопје Урбан Фишинг. Што е нешто ново? Тоа е замислата е значи да се лови во бокс, една екипа се чинува двајца надпреварувачи и тие двајца надпреварувачи, вкупната тежина од двајцата надпреварувачи на крај се бодува за пласман. Тоа што е значено за овој надпревар е што е стрикно ловење со штек. Значи, само штек ќе се лови и собрани се веќе 24 мислам дека се учесници, што исто така е рекорд во Република Македонија, од едно вакво мало место да видиме толку штекаджи, што би рекле ние. Значи, мајстор како мајсторка, каде е задолжителен штекот за избор на репрезентација како државен надпревар, максимално до сега било 13 или 14, дека ќе има веќе буквално сите што има. Значи, ќе биде едно прекрасно здание и тоа е. Ете, за прв пат го промовираме. Очекувам, значи, да се биде поуспешно од минатата година, што нормално веќе се гледа и веќе до година здравје, зависи од COVID епохава, доколку се намали, се стиши, ја мислам дека веќе ќе биде стварно атрактивно и со многу звезди од Европа и така. Мерак за риба. Браво.
еластичен ще се влече? Да. Конекторчето. Ево, се ставя. Повраќаме другото. Имаше пред тунелот. Откако завршија со припремата, главниот судија даде знак за прихрана на рибата, па така надпреварувачите започнаа со прихраната, секој со свој рецепт, а се со цел поголем улов на риба, со самото тоа и подобар екипен успех на надпреварот.
Откако заврши предвиденото време за прихрана, судијата даде сигнал за старт на надпреварот, па надпреварувачите ги пуштија мамците во езерото. За многу кратко време рибата почна да гризе, а од водата бе извлечени и првите примероци на уловена риба. Како одминуваше времето, мрежичките се полнеа со риба, со што неизвестнота над преварот беше голема, па се чинеше дека и едно рибче може да одреди победничката екипа. Не влегува во кота. Вчера имаше неколку хвана. Езерцето во градскиот парк во Скопје, на кој денес се одржува доокупот на риболов во штек, е идеално за ваков тип на спортски надпревари и манифестации. Пред се поради просечната и разноврсната застапеност на рибниот фонд.
Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Даива, Колмик, Корморан, Мавер и Сеика Турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Даива Инфинити, Кајмако, Мако Стип. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, главенски риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Корморан, Колмик, Пауер, Горила, Скорпион и други познати брендови. Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, трговски центар Буњаковец, уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт Скопје. Временските услови на денешниот надпревар беа како што може да посака секој риболовец. Сончево, мирно, топло време и без ветер. Со други зборови, идеално за риболов, а тоа е презнак за можен поголем улов како на бела риба, така и на крапот, кој исто така солидно е застапен во водите на ова езерце.
Знаеш како да не станеш од столица? Нека ти се множат. Се вадеше ситна риба, но имаш и улов на поголеми примероци, како и улов на крап. Техниката на вадење на крапот од водата е индивидуална на секој надпреварувач во согласно со личното искуство и практика. Иако може да се каже дека вадењето на крапот од водата е доста напорно и бара голема трпеливост и знаење, бидејќи малото невнимание и деконцентрација се доволни крапот многу лесно да се ослободи од јадицата. Овој спортски надпревар беше следен од тројца искусни судии кои будно го следеа надпреварот и кои се грижеа за регуларноста на истиот. Маријан Кралев. Големиот кој е него полека сега? Точка. Големиот кој има. Русото најголем става. По завршетокот на надпреварот се пристапи кон мерење на уловената риба. Најголемата количина на уловена риба треба да пресуди и кој ќе е победникот, а победникот секогаш се дознава на крајот, откако сета уловена риба ќе биде измерена и евидентирана од судиите. Четири 285. Браво, шампионе! Даниел, кило 190. Ајде, добре. Ја ги представим. И по 6 км. Ама нема да ви ја зберете. 6035. Кило 595. Васе Здравков. Килото од Крап Радовиш. 1600. 3040. О, браво на 3. Браво. 2095. 0770. Четири 365. 4365. Драги Младеновски. 2080.
Ови е пензионери, да деца Колко? Мора нещо. Чуварка 4 метра, остатък ли? Evo го koje pravo. Marijan Ristić! Gramovi odlučuva! А, малце. Секундата риба ќе odluči! Хиляди! 1800! Тешко ќе бидете известени за грешени резултати. Па така, откако сето тоа заврши, главниот судија ги објави резултатите од денешното надпреварување, како и победникот на Скопје дуо купот. Ajde, Ilo Maki. Цигери! Шублери! Шублери! Ајде, цигери! Идовте до најдобрите. Трето место. Шублери Скопје. Ајде, нека е. Ловена! Браво, Шублери! Ајде Шублери! Ловена тежина 6. Ајде, Шублери! Ајде, слика се! Дојдеа како за последни, а освоија второ место. Браво за Чиња! Чиња Куманово! Браво, Петко! Петко, чекај, застани, помага Петко! Олега, дојде Петко, ајде мамо, чекај, олега. О, жота капа. Чекај те редимо, чекај. Шампионе. Чекај те редимо. Ајде, застане, сестри. Ајде, Прво место. Краснина. 6455, разликата е 10 грама. Тим Тубертини Скопје. Се делеа плакети и признанија на сите кои на некој начин го помогнаа одржувањето на оваа манифестација, а надпреварувачите добија пехари и медали во зависност од освоеното место на ова надпреварување, но секако имаше и награди како од спонзорите, така и од организаторите на оваа риболовна спортска манифестација. Маријан Ристич повели. Ова е заби. Ајде бе, посправете се да сликат. Да се сликат, ајде. Ајде. Поглед, така, браво. Се осеќам како пред влада интервјута да. Толку од нас, судиите, се извинуваме што ве малтретиравме 4 дена,
Мислам дека бевме коректни и ви посакувам понатамошни успеши. Примал повеќе од 55 од 50 кила риба, да знаеш. Денеска сам. Пирол. Следните исто се камермани. Од ТВ продукција, ова е нова, тазе. Гледаме се многу амбициозни, жива цел, да ги поздравим. Новите одржувачи на риболова на Македонија. Ова ќе ги испратам за тувертини, значи ги боравиме. За тувертини мораме да даеме еден аплауз. Што може не спонзорира, меѓутоа поддржува, дава некоја помош за да може да имаме пристап до оваа опрема. Првиот клуб го прогласувам за затворен. Го затворам првиот курбан пиши.